во овој систем кој што јас го градам сега, заедно со ваша помош и поддршка, ќе создадеме услови во кои што секој ќе има права, ама секој ќе има и обврски. Секој ќе треба да си го плати на градот она што согласно закон мора да го направи. Не за разлика од минатото, тоа паушално да се решава во некои канцеларии и на разни начини на кои што може да претпоставам јас и ти дека ги решавале во минатото. Но јас не можам да го тврдам тоа. Тоа треба други да го утврдат. Јас сум утврдил само дека има пропуст и сериозни финансии кои што не влегувале во буџетот на комунално. Исто такви пропусти има и во однос на издавање на даночни решенија. Благодарам. Благодарам. Ќе направиме кратка техничка пауза и ќе продолжиме во 13:40. Тоа е за 10 минути, ве молам да бидеме тука.
Продолжуваме со сетницата. Збор има советникот Магдалена Забазновска, повелете. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани советници. Имајќи предвид дека наплатата на даноците треба да представува и воедно е значаен приход за град Скопје, а воедно знаеме дека постојат и заостанати обврски од претходни години по основ на ненаплатени даноци, за кои што се преземаат мерки за наплата, моето прашање е токму во таа насока. Како се движи, односно, дали превземените мерки за наплата на даноците, на заостанатите даноци даваат соодветен резултат, односно дали градот почнува да ги наплатува тие побарувања и воедно како се движи наплатата на даноците кои што се предвидени во текот на оваа година. Ви благодарам. Ви благодарам. Од кабинетот на градоначалникот ќе одговори градоначалникот. Повелете. Јас ќе одговорам. Благодарам, почитувана Магдалена, за вашето прашање. Општо познато во јавноста е дека слабо одеше наплатата на даноците години наназад. Имало и години кога буквално крах се доживувало по основ на ова прашање. За 12 месеци минатата година има наплатено 1 милиарда, од кои што даноци, од кои што некаде околу 70% се во месеците откако ја превземаме ние градската администрација, што значи дека фискалната дисциплина е на многу посериозно ниво и тука следеа и оние блокади кои што ги направивме согласно закон. И еве сега и оваа прилика ја користам да апелирам до граѓаните да за 2023, 2022, 2023 и 2024 си ги подмират обврските навремено, за да немаме повторно состојби во кои што ќе преминеме како согласно закон, како што имавме таква појава изминатиот период да треба да блокираме сметки. Она што дополнително го работиме, аз споменав со UNDP, договоривме заедничка соработка за во наредниот период, тоа е репроценка на данокот на имот. Први две општини кои тоа ќе биде обемна операција која што не може преку ноќ да се заврши, но од прилика ќе биде операција која што на градот дополнително ќе му носи можеби повеќе од 30 милиони евра на годишно ниво по основ на даноци. Практично ќе се прави вкрстување на базите со катастар, со Агенцијата за катастар и недвижности, но како први две општини кои што ќе се работат периодов кој што следи ќе бидат општина Карпош и општина Центар, од каде што е утврдено од тимот дека има најмногу разлики во однос на даноците за старт, а ќе се направи таква репроценка во сите општини. Што значи дека од една страна сериозна е разликата во однос на наплатата. Ние сме имале години кога по 233 милиони денари, еве имам извештај пред мене, по основ на даноци стигале средства како приход за градот Скопје, наспроти 1 милиарда која што сме собрале изминатиот квартал ние. Така што од една страна тоа ќе биде моментот кој што ќе зголеми сериозно финансиската стабилност на градот Скопје, од друга страна пак и репроценката на данок на имот. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Благодарам. Збор има советникот Горан Арцов. Првото прашање е до секторот повеќе отколку до градоначалникот. Состојбата со отпадот во градот последниве 2 години е очајна, па ме интересира кога последен пат е вршена дератизација и кога се планира следната, затоа што и состојбата со глувци во градот исто така е многу лоша. Второто прашање до градоначалникот. Минатото лето Скопје имаше голем проблем со водоснабдувањето.
Дали работите на изнаоѓање на решение, односно нови извори на вода кои што би ја подобрила ситуацијата, особено во летните периоди? И што работите како градоначалник во заштита на изворите Рашче со дивата депонија која се наоѓа над изворите? Третото прашање исто така до градоначалникот. Кај често споменуваното Али Тобако, постои еден див пешачки премин кој што го отвори вашиот коалицијски партнер Изет Меджити. Дали планирате тој да се затвори, дали да се направи обележен пешачки премин или некако да се разреши тој проблем, затоа што тоа е голем проблем во сообраќајот на тој дел на Скопје. Хвала. Благодарам. Ќе одговори градоначалникот, повелете. Благодарам на прашањата и забелешките, почитуван Горан. Значи, во однос на дератизацијата во општините, тоа е обврска на општините. Ние испративме допис до сите скопски општини. Најголем дел од нив веќе имаат постапено, а од она што го добивме како известување, останатите ќе постапат во блиска иднина. Што се однесува до позициите како градот Скопје и објектите наши, ние постапуваме и имаме записници уредни од сето тоа. Во однос на изворите на Рашче, односно изворот на Рашче, сакам да истакнам дека започнати се испитувања на 3 нови позиции во градот Скопје, кои што би значеле алтернатива за изворот Рашче. Тоа ќе бидат пообемни операции кои што ќе се одвиваат во наредниот период, но се стратешки операции за градот и за водоснабдувањето. Недопустливо е во 30-40 години да не се најде алтернатива. Не дај Боже, се случува. Сега за сега нема никаква опасност за Рашче. Јас кажав пред малку и на едно од моите излагања, состојбата на Рашче, водостојот е таму поголем од било кога изминативе 25 години наназад, но не можам јас да кажам дека сум ја решил таа состојба, тоа е Божја волја и имало дожд се наполнил изворот, така да благодарение на Бога имаме стабилна состојба таму. Во однос на Јегуновце, ако мислите тоа што е опасност потенцијална, веќе владата работи во соработка со општина Јегуновце и експерти на отстранување на тој проблем таму. Тоа ќе треба многу внимателно да се работи. Министерството за животна средина е приклучено во целиот процес, а и ние како град Скопје се вклучуваме заедно со нашите служби, така да верувам дека и тој проблем ќе биде решен за во перспектива. Што се однесува на Тобако Али, таму сакам да истакнам дека ја чекаме меѓуопштинската соработка со општина Чаир за да можеме да постапиме. Што се однесува на документација, изготвено е решение за отстранување таму и ќе се постапи веднаш откако ќе се воспостави целосно од страна на Чаир. Меѓуопштинската соработка, а тој див премин кој што ирелевантно е за мене, кој го овозможил, јас ќе го затворам, затоа што е неприродно таму да има див премин, земајќи во предвид дека е небезбеден од една страна, од друга страна имаме па пешачки мост од горната страна, кој што го платил овој град. Дали општината, ирелевантно е повторно кој го платил, направено од пари на граѓаните и добро е да се биде тој во функција, а да се затвори преминот доле. Така да во рамки на онаа активност која што ќе имаме за отстранување на Тобакото таму, ќе спадне и тоа да го обезбедиме тој див премин, односно да биде довршен тој дел од оградата. Благодарам. Благодарам. Има збор, советникот Милица Давчева, повелете. Благодарам, председателя. Градоначалник, на 6-та седница вие од говорница тврдевте дека лично ги познавате сите кандидати за ВД членови на управните и надзорните одбори во јавните предпријатија и дека гарантирате за нивниот квалитет, дека лично ги познавате, имате право, бидејќи тоа се лица блиски до вашата партија и се јавуваат како партиски донатори на ВМРО ДПМН. Имено во управниот одбор на ЈП Паркови Зеленило се именувани лица кои се директно поврзани со ВМРО ДПМН, меѓу нив е и Цветанка Игнева Миќев, која во јавноста периодов е позната како кумошинката на Христијан Мицкоски,
но и како донатор на вашата партија со значителни финансиски средства во неколку изборни циклуси досега. Понатаму членот Пане Антовски, кој не успеал да стане советник во град Скопје, бидејќи бил 31 место на листата, сега добива управувачка позиција. Александар Шулев и Александар Тишовски се јавуваат исто така како партиски донатори на ВМРО-ДПМН, што дополнително ја проблематизира нивната независност во одлучувањето. Оваа пракса продолжува и во јавното предпријатие Улици и патишта, односно се именуваат лица со претходни политички функции, како Милан Андоновски, додека во другите предпријатија се појавуваат активни партиски функционери, а фактот што дури 20 од именуваните се веќе поранешни членови на управните органи, а во нивниот претходен мандат покажале ужасни резултати, а сега повторно се наградени со функција. Па од тука моето прашање е следно: како точно вие го гарантирате квалитетот на овие кандидати, кога значителен дел од нив се партиски донатори, блиски роднини или политички функционери од ВМРО-ДПМН, и кои критериуми за стручност и компетентност се применети при нивниот избор? Дополнително, дали сметате дека поставувањето на лица со вакви политички и семејни врски, како случајот со кумашинката на Мицкоски, е во согласност со принципите на транспарентноста, непристрасноста и доброто управување со јавните предпријатија во интерес на граѓаните на Скопје? Второто прашање се однесува на возниот ред, односно граѓани од повеќето скопски општини, откако започна да се воведува новиот возен ред од саботата, алармираат конкретно од општина Аеродром, Ново Лисиче и Драчево, се жалат на новиот возен ред кој што Патем го изгласа минатата седница. Автобусите во утринските часови, кога треба да бидат најфреквентни, односно во периодот кога деца одат на училиште, луѓето одат на работа, доаѓаат на размак од 20 до 40 минути. Исто така, долго време ги нема автобусите на постојките, се создаваат гужви, автобусите дури не застануваат на постојките бидејќи се преполни. Затоа барам повторно да се разгледа и да се измени возниот ред, бидејќи сега од саботата, откако почна да се практикува овој нов возен ред, повторно се случува хаос со јавното сообраќајно предпријатие. Рак рана на нашето секојдневие е ЈСП, функционирањето и движењето со ЈСП. Доколку не сте способен да ги подобрите највиталните предпријатија во град Скопје, тогаш доблесно е да кажете дека не ви е најважно она што на граѓаните им е најважно во функционирањето и во нивното секојдневие. Третото прашање се однесува на улицата Воин Драшкоци, која е скопана веќе неколку недели, односно 2 месеци скопана, веќе 2 недели воопшто ништо не се работи на таа улица. Жителите на Хром алармираат дека линијата четворка не вози повеќе од почетокот на март до таа точка каде што е раскопана улицата. На терен веќе 2 недели ништо не се работи, како што споменав, нема градежни машини, а жителите мораат пешки да одат од Влај до булеварот Партизански одреди за да фатат автобус, бидејќи четворка е единствената линија која минува низ Хром. Благодарам. Благодарам. Ќе одговори градоначалникот. Почитувана Милица, ви благодарам на вашите прашања, а благодарам секако и на вашите констатации. Улицата која што ја споменавте не е надлежност на градот Скопје, но ќе замолам до службите по завршување на седницата да апелираат до локалната самоуправа која што е надлежна. Ние не ја реконструираме таа улица. Која улица? Не е надлежност на град Скопје и ние немаме градежни активности. Во Гази Баба единствено место кај што имаме градежни активности е Перонаков улица. Во Хром, а во Хром па немаме никакви градежни активности. Општина Ѓорче Петров и одговорно го тврдам тоа, валјда знам каде имаме ние движење и каде работиме. Да. Улицата, точно. Ако вие се водите по тоа кај поминува автобусот, еве во Драчево, автобусот поминува по Славка Димкова, улица која што ја правеше градот Скопје, па пропадна за месец дена, која што треба ние да ја преправаме сега во наредниот период, или општината да се ја преправи, но тогаш се постапуваше таму со меѓуопштинска соработка. Не значи ако поминува автобус дека тоа е градска улица. Во Кисела Вода конкретно, во Драчево ако го земеме во предвид,
Ниедна улица не е градска, а поминува по сите главни улици автобус. Исто и во Ѓорче, исто и на други места. Значи, таму предпоставам дека градежни активности има градоначалникот Стојковски. Веднаш ќе апелирам по завршување на седницава да си реагираат побрзо, да си ги довршат градежните активности или што и да станува збор таму да се превземе. Тоа е околу тој дел. Во однос на возниот ред се внесува во моментов. Не можам да се сложам дека состојбите се какви што беа пред 5 месеци во ЈСП, далеку од тоа дека се совршени, но возниот ред повторно ќе се ревидира и повторно ќе претрпи измени, кои што исто така ќе барам да ги поддржите на советот како ќе стигнат и новите автобуси. Согласно она што располагаме, а тоа се 50 автобуси, уште еднаш ќе потенцирам, плюс од состојбата која што ја затекнавме, и малце е апсурдно вие да говорите за ЈСП, кога на една од минатите седници јас говорев за еден ваш кадар, за кој што тврдевте дека немате поврзаност, па после излеговте на прес да го браните, а го водел предпријатието ЈСП. Така да, од она што го имаме ние како капацитети, а е значително подобрено од состојбата која што сме ја наследиле, толку е можноста за обслужување на линиите. Тие процеси ќе се затворат во моментот кога ќе стигнат новите автобуси за градот Скопје. А како што ви споменав, еве повторно ќе кажам, а е поврзано со набавката, завршена е тендерската постапка, следи фаза на евалуација и верувам дека за скоро ќе ги добиеме тие автобуси, па подоцна ќе направиме повторно ревидирање на возниот ред, бидејќи ќе имаме и дополнителни 100 автобуси. Што се однесува на управните одбори, јас не знам кој со кого бил кумашин и се останато, што вие го тврдите, не знам прво дали е точно тоа. Цветанка конкретно е од општината од кај што доаѓам јас. Таа е земјоделски инженер и е стајана во управниот одбор во Паркови зеленило. Јас, доктор, валјда, не требаше да ставам таму во управен одбор. И да, стојам на ставот дека тоа се луѓе кои што лично ги познавам, или Пане Антовски. Пане го познавам како еден од подобрите експерти кои што работи со години наназад во водовод и канализација. И тоа се одговорно тврдам луѓе кои што се сериозен инпут за јавните предпријатија. А зошто тоа не е само мое тврдење и зошто не е нешто на памет што го кажувам, говорат и финансиските извештаи. Јас повторно ќе ви кажам, еве ако сакате ќе одиме јавно предпријатие по јавно предпријатие. Еве комунал Паркови зеленило, еве што го споменат. Затекната состојба 350 милиони и 313.000 денари, плюс 3 неисплатени плати. Во моментов редовно се исплаќаат платите, но состојбата е 263 милиони долг. Значи го имаме намалено долгот за над 100 милиони денари. И таква е состојбата во сите јавни предпријатија. И овови се фактографски, преку бројки, изразени состојби. Така да, управните и надзорните одбори, како што спомена, во наредниот период ќе биде формирана комисија, ќе бидат спроведени постапки за избор на членови на управни и надзорни одбори, но сите овие луѓе кои што јас сум побарал поддршка да дадете за нив, се лица кои што се покажа преку извештаите на јавните предпријатија и функционалноста на истите дека се додадена вредност цел изминат период. Благодарам. Благодарам. Коментар на одговорот има советникот Милица Давчева, повелете. Ние во неколку наврати на седниците апелиравме нас да ни се достават CV-а и биографии на сите членови на управните и на надзорните одбори, за ние на седницата да може транспарентно да одлучиме за нивната компетентност и стручност, како и вие што тврдите дека се такви. Додадена вредност, можеби за вас, тоа е дека тие се партиски донатори, лица блиски до ВМРО ДПМН. Но за нас додадена вредност не се луѓе кои што се блиски на вашата партија, туку лица кои што се стручни, компетентни во таа област за која што се назначени. Исто така, значи, сакав да кажам дека јас до мене стигна информации за вработени во јавните предпријатија на кои што платите не им се исплаќаат целосно, туку на неколку етапи по пола плати им се исплаќаат, така да дополнително сакам да ме елаборирате и за тоа.
а кога веќе можете нас да не етикетирате и да не таргетирате како неголемото зло што му се случило на градот во последните 10 години, мислам дека тој епитет и тие карактеристики треба да си ги препишате на вас како најголемо зло, кој што ги партизира сите институции, сите јавни предпријатија, сите надзорни управни одбори во државата со партиски кадри од ВМРО ДПМН. Благодарам. Одговор од кабинетот, повелете. Само кус коментар, нема да навлегувам во материјална расправа. Предпоставувам болката е затоа што нема представници од левица во управните и надзорните. За ЈСП често пати се говори, за ЈСП една дилема ја разрешивме. Како се уништувале систематски автобуси и се останата. Да, тоа е една работа. А втора работа, во меѓувреме се создавало па и отпор и мотивација кај вработени во ЈСП да го тужат предпријатието. И замислете, позади сето тоа стои еден адвокат скопски, дојден во Скопје да живее, мислам дека пред неколку години, не, адвокат кој што 2 пати беше кандидат за градоначалник на една помала политичка партија. Така да, за ЈСП би ве замолил, сте имале шанса, сте работеле систематски да го уништите предпријатието, да не коментирате. Тоа е ваше право, демократско, но нема кредибилитет да коментира некој кој што имал услови да ги поправи состојбите таму. Еве јас за управните и за надзорните, пак фактографски можам да ги покажам сите состојби како сме затекнале, како е денес. За ЈСП, за новиот директор Саше, можам да кажам дали го дава максимумот, го дава, дали е тоа доволно, не е доволно, треба уште повеќе, но дали 50 автобуси поправил плюс и ги стел во функција, ги стел. Дали го средивме хаосот со приватните превозници, го средивме. И тоа не се среди преку ноќ. Над 3 милиона евра некој не им платил со години на нас. А само им подпишал налози. Така да, кога сме кај ЈСП, можеме надолго и на широко, но ете, не би навлегувал во материјална расправа и пак ја прашам, која била причината еден скопски адвокат, по 2 пати случајно кандидат за градоначалник на една скопска општина, да биде застапник на сите кои што оделе кон тоа да се блокира јавното предпријатие и да има повеќе од 100 тужби против истото јавно предпријатие. Благодарам. Благодарам. Збор има советникот Никола Стојковски, повелете. Благодарам председателе, почитуван градоначалник, почитувани советници. Како советник кој доаѓа од општина Бутал и легитимитетот го црпи директно од граѓаните на општина Бутал, нормално и останатите граѓани на градот Скопје, моето прашање до градоначалникот ќе биде токму за општина Бутал, а тоа е дека пред изборите вие за Бутал ветивте 3 големи проекти, парк на булеварот Харистијан Тодоровски Карпош, чистење и уредување на реката Серава во делот кој што е под ГУП и целосна реконструкција на улиците Буталска и Радишанска со поставување на нова атмосферска канализација. И морам да бидам искрен дека во период од само 5 месеци вие успеавте да започнете 2 од ветените 3 проекти. Остана проектот Буталска Радишанска со атмосферска канализација и тоа е факт. Од тоа нема бегање. Председницата побарав од секторот сообраќај да ми дадат информација и за последниот проект, затоа што тангира повеќе од 5000 жители на Радишани и ми даде одговор дека документацијата за тој проект е скоро при крај и дека набрзо ќе почне и изведбата на тие улици. Јас како што се сеќавам, во мои 30 години, сега ќе бидам искрен, колку тоа и да звучи чудно, до сега многу ретко се десило градоначалник на град Скопје, сега за Бутал зборувам нормално, во првите 6 месеци од својот мандат да почне 2 капитални проекта во општина Бутал. Тоа е реалноста и од тоа нема бегање. Има тука и поранешни градоначалници, може да го потврдат тоа. И моето прашање до вас,
градоначалник е следно. Откако ќе се завршат овие 3 големи проекти, тоа е негде година и половина од сега, дали граѓаните на општина Бутал дочекуваат нови проекти од градот или ќе бидат заборавени како што биле заборавени во претходните 8 па и повеќе години. За крај, како советник кој доаѓа од општина Бутал, ги стоам целосно на располагање, доколку треба да се соберат идеи, предлози од граѓаните за истите да им бидат испорачени. Ви благодарам. Од кабинетот повелете за одговор. Никола, ти благодарам на прашањата, ти благодарам и на констатациите. Кога ја правевме програмата заедно со граѓаните, во даден момент можеби мислевме дека сме преоптимистични за одредени општини, но еве динамиката покажува дека и порано дел од општините ќе ги завршиме целосно со реализација на сите проекти. Така ќе биде Кисела вода конкретно, Ѓорче Петров конкретно, Центар конкретно, па и Бутел конкретно. Во Чаир даваме се од себе за Цветан Димов булеварот да биде завршена целосно документацијата и започната со градба, тендерска постапка спроведена и започната со градба на тој потек кој што граѓаните го чекаат повеќе од 30 години, но по сложен процес не е. Затоа паралелно започнавме тендерска постапка за, иако не сум ја ветил во програмата, а сметам дека е значајно за Чаир, но е значајно и за Центар, значајно и за шуто-ризари од горната страна, па и за Бутелчани, Македонско-Косовска бригада да го реализираме проектот, здравје Боже, од како ќе заврши постапката. Што се однесува до Бутал, како што споменавте, еден момент не го кажавте вие во вашето излагање, а тоа е кружниот тек, кој што исто така го ветив, кој што води према гробиштата, по Буталска право, па лево кракот према гробиштата, место кај што често пати не е детектирано како црна точка од сообраќајни експерти, црна точка на која што често пати има проблем со сообраќајки, со повреди на лица, на пешаци таму, што значи дека во рамки на проектот Буталска и Радишанска предвидено и решавање на тоа црно петно во тој дел од градот Скопје, односно во Бутел, градејќи кружен тек. Значи проектот ќе содржи кружен тек, дополнително атмосферска канализација во должина од 2,5 километри, и ги кажувам бројките затоа што сакам да знае јавноста колку сериозен и обемен проект ќе биде тоа, и 5,2 километри коловоз, реконструкција целосна, пешачки патеки, тротоари, велосипедски, се останато што треба за нормално да имаат функционалност граѓаните таму. Она што е најсуштински во целиот момент таму е тоа што после долги години, да не речам од која постои населеното место кое што е помеѓу Бутел и Радишани, чија што иницијатива беше барање најголема желба тоа да завршиме таму атмосферската канализација, за прв пат во историја нема да имаат проблем во своите домови да се поплавуваат, како што беше случај тоа децени повеќе наназад. Така што интензивно работиме на припрема на проектната документација за атмосферската канализација, веќе изготвен целосно проектот од страна на Водовод и канализација. Се работи на проектната документација и е при крај околу поврзана со кружниот тек и целиот тој патен правец. Дополнително започнавме таму со серава, чистење на каналот после повеќе децении исто така, но и уредување на целиот потек таму и со силен интензитет, пред малку ми прати и фотографии, се работи на паркот Христијан Тодоровски Карпош, кој што го работиме ние со нашите јавни предпријатија, и веќе Бехатонот мислам дека започнале да го поплочуваат на просторот кој што партерно треба да се уреди таму, од она што го видов во фотографиите. Така да и Бутел ќе биде една од општините каде што во првата година, јас не можам со сигурност да кажам,
дека ќе ги завршиме сите проекти, но дека сите ќе ги започнеме што сме ги ветиле, ќе ги започнеме. Дај Боже да ги завршиме сите, па има простор не само во Бутел, има простор во сите скопски општини што дополнително да сработиме за нашиот народ. Јас стојам на располагање за предлози, за идеи, ова е жива материја. Некогаш едно е она што сме го ветиле во програма, а други се и приоритетите на граѓаните и состојбите на терен кои што бараат да делуваме брзо, па понекогаш и ги менуваме приоритетите во однос на постапувањето, но се на сето она што се ветило пред нашиот народ ќе биде испорачано до многу побрзо од крајот на мојот мандат за граѓаните да можат да имаат подостоинствени услови за живот за разлика од минатото. Благодарам. Ви благодарам. Има збор советникот Дарија Мустафоглу, повелете. За која процедура повелете? За забелешка према вас. За која процедура не е За последна? забелешка према председателот на Совети. Повелете. Председателе, јас и мојата советничка група толерира градоначалникот да зборува и по пола сат на едно прашање. Тоа звончето што звони за советниците, еве го толерираме, но дозволете кога ќе не праша како политичка партија да можеме да му дадеме одговор. Бевме обвинети за целосно лошо работење на ЈСП, бевме обвинети дека ние имаме адвокат кој се бори против интересите на градот и вие не ни дадовте можност кратко да му одговорите. Благодарам. Значи во член 41 став 3 вели кон поставеното прашање членот на советот може да даде и образложение поврзано со истото во траење од 5 минути со кое се ограничува време траењето на поставување прашања. Не е ограничено време траењето на давањето на одговор од службите. Јас се понадевав дека бидејќи после долго време имаме шанса да имаме советнички прашања во градот, пракса која што претходно не беше воспоставена, сега ќе можеме да се радуваме на тоа што имаме екстензивни одговори, во детали ги дознаваме. Јас ви реков дека немаме замерка. Ве молам да не ме прекинувате. И се надевам дека ќе имаме и понатаму можност што повеќе да зборуваме со службите и што подетални одговори да добиваме, така што ќе замолам и службите и градоначалникот во детали да одговарат на прашањата кои што ги поставуваме понатаму. Ти имаме шанса на оваа практика на советнички прашања да поставиме прашање, да добиеме одговор, да поставиме дополнително прашање, коментар, да добиеме дополнителен одговор. Ви благодарам. Збор Сега има може да советничката добијам Дарија Мустафоглу. Може да добијам сега јас збор да му одговорам или Дарија треба во... Има советничката Дарија Мустафоглу. Повелете. Добро. Еве ќе отворам тема за ЈСП, па можете слободно да си ги кажете вашите маки, јас ќе ги кажам оние аспекти кои што ги имам воочано. Значи, маратон не го преболев, уште ќе инсистирам на него, но во оваа прилика ќе отвориме нова тема за така нареченото домакинско работење. За тоа како функционира системот што секојдневно превезува илјадници граѓани, но очигледно не функционира во корист на оние што го движат. Модел кој ја зазема идејата за јавно предпријатие со механизам за посредување каде трудот се третира како ставка во тендер, а работникот како пренослива единица. Имено ЈСП не вработува, туку набавува работници преку приватни агенции, тоа не кого било, туку возачи. Најновиот договор од февруари, кој што го има склучено актуелниот директор на ЈСП, е досега најголем склучен со приватна агенција, и е со вредност од над 14 милиони денари. Останатите биле со по 7, со 6 и така натаму, ова е 14. Да ја поставиме сликата за да ни биде појасно и на нас советниците, но и на граѓаните, и за да може да не релативизирате, туку директно да одговорите на ова, бидејќи не ми е јасен системот и зошто ова си го правиме самите на себе. ЈСП има реална континуирана суштинска потреба од возачи. Не од 30 како што бил последниот јавен оглас за вработување во ЈСП, туку од најмалку 100, 150, 160 исто така добив како бројка луѓе, кои што во моментов се ангажирани преку приватна агенција.
Тоа не е привремен обем, како што сега го третирате непотребно, туку столб на системот. Без тие луѓе автобусите нема да се движат и без тие луѓе и ЈСП не би постоела. И сега да видиме што правиме ние. Наместо да ги вработиме, ние ги набавуваме и тоа по понеповолно за ЈСП и за градот како основач на ЈСП. Тука доаѓаме до абсурдот да ЈСП, предпријатија која официјално според годишниот извештај кој што ќе биде на наредната седница, работи со загуба од над 33 милиони денари, плаќа дополнителен процент за истата работа. На што алудирам поточно? Значи, платата на овие 100-150, не ја знам точно бројката, возачи ангажирани преку приватната агенција е иста и треба да е, со онаа на возачите со решение на неопределено кои што се вработени регуларно преку ЈСП. Дополнително и придонесите исто така им се исти, бенефициите им се исти и се тоа го плаќа ЈСП. Единствената разлика е во тоа што освен таа сума на ангажираните се додава и трошок за ЈСП од 6,5 според актуелниот договор од февруари, проценти агенциска провизија на секоја фактура, секоја бруто сума. 6,5% одат на секој денар што оди од јавниот буџет. 6,5 денари, 6,5% за нешто што работникот не го не добива, а не го добива ниту градот. Значи, предпријатието кое е 11 најзадолжен субјект во државата, дава пари на за приватен профит, без да создаде нова вредност, а работникот работи исто, институцијата плаќа повеќе, посредникот заработува и единствено тој заработува од сето ова. Според член 24 од Законот за приватни агенции, за вработување, привременото отстапување на работници е дозволено, таксативно се набројани само во строго определени ситуации, односно замена, сезонска работа, привремено зголемен обем, проект или специфични неконтинуирани активности кои не се дел од претежната дејност. И дополнително не подолго од 2 години за исти работи кај ист работодавач. Овдека имаме ситуација каде што возачи да возачи се вработени по 2, по 4, по 5, па имало и некои кои што биле вработени по 9 години под агенција за привремени вработување, приватни. Дали редовното возење на автобуси со полно работно време за празници, ноќни смени, недели и така натаму со години е превремена активност според вас? Не е. Дали превозот на граѓани е сезонска потреба? Не е. Дали возачите се неконтинуирана потреба во ЈСП? Не. Формално имаме агенција, но суштински имаме трајна работна сила, на привремени договори имаме системска потреба, незаконски маскирана како привременост. Работниците, односно возачите во ЈСП, значи работат во ЈСП, но не се вработени, возат автобус, но немаат никаква стабилност, договорите меѓу работникот и агенцијата се склучуваат и на по 10 дена, не им се продолжуваат со време на работниците и во тој меѓу период ни самите не знаат што треба да прават. Дали треба да продолжат да возат со страв дека може да бидат избркани доколку не го направат тоа и со ризик за граѓаните да немаат јавен превоз или автобусот да не им дојде, или пак треба да останат дома. Страв им е на боледување да земат кога им треба, а дополнително во договорот со агенцијата имале и клаузула со дека договорот агенцијата може и пред истекот на рокот да го раскине, односно кога сака да го раскине. Институционализирана несигурност која оди на штета на предпријатието, за тоа се работи. Сега ми интересира, прашањето ми е следна, зашто јавното предпријатие не е работодавач, туку клиент на сопствениот труд, чуму ни е овој дополнителен трошок со кој што го товариме ЈСП и го товариме градот, каде што единствен добитник е приватната агенција, и ако ЈСП има трајна потреба од 100 до 160 возачи, ако не и повеќе, ако тие вршат основна дејност, ако нивните плати и придонеси веќе се плаќаат од буџетот на предпријатието и ако законот јасно ограничува ваков тип на ангажман на привремени и исклучителни случаи, врз која правна и економска логика продолжувате да одржувате модел во кој јавната институција плаќа повеќе за иста работа, додека работниците остануваат без статус, а системот без стабилност. Јас одговор би сакала да добијам од директорот на ЈСП, меѓутоа
Вие не им дозволувате да зборуваат, ние уште ги немаме запознаено, така да одговорете вие. Благодарам. Од кабинетот на градоначалникот. Градоначалникот ќе одговори. Благодарам. Јас не се слагам со констатацијава апсолутно што ја кажавте вие. И по однос на тоа што го кажавте, најголем дел од работите за ЈСП, а најмалку па за делов дека не сум дозволил вие да се запознаете со директорот. Ево Саше тука, ево драги, ете ги останатите. Слободно слободно може да се запознаете, никој не ви брани, и да добиете информација, да се консултирате било што со нив. Значи, вака, прво, провизијата која што се плаќала во ЈСП, допред да се склучи новиот договор, била, сега кажавте, да, 6,5 но била 8,5%. Што значи дека е намалена провизијата. Тоа е првата работа. Втора работа, состојбата на ЈСП. 7 ноември, кога сме влегле во градот Скопје, сме го превземале ЈСП, била 1 милиарда долгови, 0,04 и 204.106, денес состојбата е 575 милиони и 678 илјади денари. И можам да ви го оставам ова слободно да го видите. Или тоа значи близу дупло намалување на долговите на ЈСП Скопје. Дали сте во право за ова што го изнесовте за шоферите? Сте апсолутно сте во право за шоферите. И ако јас мислев поразлично од тоа, јас немаше да побарам од директорот веднаш 30 на луѓе колку што можевме за старт, одма добијат решение. И таму не се одлучува по избор на директорот, туку се оди кој бил најрано вработен. Таму има луѓе, вие кажавте 5-6 години работат, таму има и поише од 10 години луѓе кои што работат и кои што се на договори на дело. Затоа мојата интенција ќе биде до крајот на оваа календарска година, верувам дека ќе успееме во тоа, барем да го дуплираме бројот на луѓето што ќе добијат решенија се шофери. Без нив ние не можеме да функционираме во ЈСП. И тоа се луѓе кои што исклучително ги почитувам, и ако за 30-тина им се решил статусот, јас ќе се погрижам до крајот на оваа календарска година, тоа го разговаравме со директорот, да уште 50 до 60 луѓе им го решиме статусот, и принципот на решавање повторно ќе биде ист. Оној кој што има најдолг стаж таму, тој ќе си добие решение последователно, земајќи во предвид дека целта ќе ми биде да сите добијат решение. Зошто е зголемена бројката на шофери изминатиот период? Зголемена е затоа што ви споменав во неколку наврати дека наместо 130 автобуси на ЈСП се обраќаат околу 180 автобуси во моментов, или по околу 90 автобуси од двете депоа, и од Автокоманда и од Ѓорче Петров, така што за ЈСП слободно и листот со сите пресметки ви е на располагање. Еве, јас сам околу провизијата сум допишал рачно, било 8,5%, денес е 6,5%. Дали е ниска, не е ниска таа провизија, не треба никаква провизија да плаќаме ние, затоа што убаво кажавте, тоа се пари со кои што може ние подобри услови да обезбедиме за работниците таму, кои што патем го носат теретот. Но дали досега годиниве наназад нешто се превзело? Исто не се превзело. Сега имаме конкретни мерки на превземање. Од една страна дупло намалување на долговите, што апсолутно говори за домаќинско работење, и тоа во услови кога имаме 50 автобуси плюс во функција стајани и 30 луѓе на кои што сме им го решиле статусот во тоа сообраќајно предпријатие, а јас пак ќе кажам, ќе бидам најсреќен ако тие луѓе не дозволиме да висат така како што ги оставил некој од нив и по децении. Тоа се човечки судбини, и јас се борам према нашите можности, према можностите на јавното предпријатие, час поскоро да им го решаваме на статусот на тие наши вработени на јавното предпријатие, со тоа што секако дека најголем приоритет за мене имаат шоферите на автобусите, кои што секоја чест за сите кои што работат, и луѓето во гаражите, и техничкиот персонал. Исклучително ги почитувам сите, но најголем товар на себе и на своји плеќи носат шоферите на автобусите на ЈСП. Благодарам. Благодарам. Дополнителен коментар, советникот Дарија Мустафоглу, повелете. Вака, провизијата, да, намалена е, ги погледнав сите тендери, меѓутоа го пропуштате моментот дека ова е најголема набавка досега. Предходно во тоа 8 колку беше,
набавката беше во вредност од 6 милиони или 7 милиони денари. Сега е 14 милиони денари, на 14 милиони. Понатаму, мене ме интересира и периодот кога би се вработиле сите овие возачи моментално кои што се ангажирани, бидејќи навистина се во една несигурна положба, и барам да ми се достави на писмено списокот на оние кои што сега со интерниот оглас, оние 30 души кои што биле вработени, односно кадровиот број за секој од нив. И не ме интересира зошто воопшто да плаќаме провизии, зошто тоа не го решиме со годишен план и за веднаш да бидат вработени. Ние тие пари секако ги даваме. Меѓутоа одат кај агенцијата, одат за плати, одат за додатоци, ги имаат сите бенефиции, они не се стабилни, ние плаќаме повеќе. Би сакала во однос на ова да ми одговорите, исто така не е ни единствено јавно предпријатие кое што сега овој период има случајно вакви тендери. Видов дека имаме случаи со Лајка, имаме и во паркови и зеленило исто така ваков тендер. И ја би сакала навистина да се прекине оваа пракса, бидејќи е само на наша штета. Благодарам. Благодарам, повелете од кабинетот. Уште многу кус коментар. Значи, како што кажав, мојата цел ќе биде да немаме ни еден човек кој што ете ќе виси на таков начин како што виселе повеќе децении некои од нив, некои години наназад. Не можам точна бројка да кажам, но ви кажав дека ќе бидам среќен ако во ЈСП барем на дупло од бројкава шофери им го решиме статусот до крајот на оваа календарска година. Значи, ако 30 се решени, директорот ете од старт побара 100 луѓе да биде првиот повик, но тука треба да водиме сметка и за систематизации, за можности на предпријатието и одредени работи кои што се поврзани со начинот на финансирање на сите тие процеси. Тоше повеќе детали знае околу тоа, но верувајте дека ќе одиме во насока да ете таа пракса од минатото, која што е пракса во држава воспоставена години наназад, ја сведеме на минимум. Нема да биде тоа преку ноќ, затоа што не зависи директно само од нашата волја, зависи од финансиските состојби, стабилноста и така натаму. Ама дека ќе биде состојбата и понатаму да 150 луѓе, 200 луѓе, 250 луѓе висат на договори, никој од нив да нема мирен сон, ја нема да го дозволам тоа. Што се однесува на обемот на ставката, повторно ќе кажам, значи имаме најмалку 50 автобуси дополнителни стајани во функција. Тоа се нови, најмалку 50 шофери кои што треба да ги обслужуваат тие автобуси. Претходно биле тие автобуси по гаражите, стајани се во функција. Јас бев искрено револтиран затоа што како човек пред се, јас сум кажал отворено и јавно, јас не користам автобус, но мајка ми користи и тоа има поприлично долга релација и често пати од незина страна така ги добивам, да, со вас побрзо ќе биде, да жива и здрава само. Ги добивам критиките подеднакво како од било кој граѓанин кој што би ми ги упатил, добронамерни секако. Имаше автобуси за кои што беа во прашање делови од 3.000, од 5.000, од 6.000 денари за да бидат стајани во функција. И затоа исклучително го ценам ангажманот на Саше, на Славиша, на Тони, на цел тој тим таму кој што работи, на луѓето кои што со години се во тоа предпријатие, кои што дадоа се од себе да го исправат предпријатието на здрави нозе. Далеку повторно ќе кажам сме од состојбата која што треба да ја пружаме како услуга за нашиот народ и она што го заслужува, но верувате дека даваме се од себе во однос на таа тема и тоа прашање. Знам дека тоа и хигиената беа двете клучни точки кои што го мачеа нашиот народ долги години. Сега во моментов и за едната и за другата тема го даваме максимумот со сето тоа што располагаме. Во ЈСП, еве ќе заврши постапката, да завршат со евалуација, ќе стигнат автобусите, што се однесува на комунална хигиена, завршена и таму тендерската постапка, преку Светска банка, Министерството за транспорт, чекаме 40 на нови камиони. Така да две од многу горливи прашања во градот Скопје ќе бидат за многу скоро само лоши сеќавања за минатото. Благодарам. Благодарам. Следен поставува прашања Шишковски. Дејан, повелете.
председателе, почитуван градоначалник, почитувани советници. Моето прашање ќе биде во врска со генералниот урбанистички план. Се работи за клучен стратешки документ за планирање и организиран развој на градот Скопје. Планот највисок ранг, врз кој основа, врз кој потоа се носат и деталните урбанистички планови. Имајќи во предвид дека постојаниот генерален урбанистички план е застарен и изработен врз основа на застарени демографски и сообраќајни инфраструктурни параметри, моето прашање е дали и кои конкретни активности се презема за изработка на нов генерален урбанистички план. Благодарам. Благодарам, повелете, градоначалник. Благодарам, почитуван советник Дејан, за вашето прашање и констатација. Значи, во однос на генералниот урбанистички план, констатиравме дека, и тоа го соопштив и во јавноста, дека за жал, не само што немаше, јас сметав пред да добијам шанса од народот да го водам градот Скопје, сметав дека станува збор за нетранспарентна постапка и дека не сме информирани јавноста, општините, сите во градот Скопје. Во суштина станува збор за неводење никаква постапка или, народски кажано, една голема нула по основ на ова прашање, како и многуте прашања други. Изминатиот период е формирана Комисијата за урбанизам. Во неа членуваат истакнати еминентни личности, кои што имаат сериозно портфолио и искуство позади себе. Еден од тие е професорот Огнен Марина, професорот Горан Миоски, професорот Мишко Ралев, но и една Алјоша Шопар, но и една цела плејада на такви личности кои што имаат сериозен импут во нашето општество поврзано со урбанизмот, архитектурата и се останато. И тие ќе бидат генерално лицата кои што во еден транспарентен процес ќе влезат во наредниот период за окончување најпрво на сето она што би значило нови позиции во генералниот урбанистички план, но тоа нема да го направиме позади затворени врати. Тоа ќе биде една јавна, транспарентна постапка во која што ќе ги вклучиме граѓаните, медиумите, експертската јавност. UNDP ќе биде приклучен патем во целиот процес. Јас имав такво искуство и во општина Кисела Вода во минатото и се покажа дека најдобар и најтранспарентен начин е токму тој пат да го водиме, така да во наредниот период ќе имаме сериозни движења по однос на ова прашање. Недостасува нов генерален урбанистички план во градот. Градот се затна, се задуши у центарот. Ние мораме да го прошириме Скопје во периферија, но не со згради. Нас ни фалат нови заштитени зони во градот Скопје, зашто да немаме и нови паркови кои што ќе ги прогласиме и заштитени зони од по принципот како што тоа е парк шумата во Газибаба, парк шумата водно и така натаму. Имаме и други позиции кои што во перспектива би можеле да бидат, ако не ги заштитиме, плен на некои други. Така да ќе работиме јавно, транспарентно во процесот и во наредниот период, секако и локалните самоуправи во градот Скопје ќе ги вклучиме во целиот процес. Сите практично ќе бидете сведоци на една постапка јавна, транспарентна, која што ќе биде многу поразлична од она што се правило во минатото, позади затворени врати, малкумина да одлучуваат и народот, што е најстрашно, ништо да не знае за сето тоа. Благодарам. Благодарам. Збор има и советникот Александар Николовски. Повелете. Се повлекува. Ви благодарам. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Седницата број 10 се заклучува. Ви благодарам. Најавувам почеток на седницата број 11 во 15 часот и 20 минути. Јас сакам да се заблагодарам на сите советници за конструктивноста. Може би понекогаш имаме спротивставени ставови, мислења. Да се извинам ако некаде претерав со моите образложенија, може би некој лично ги свати работите, но добро е во едно демократско општество секогаш да ги на ваков начин да ги споделуваме проблемите на граѓаните и да бараме заеднички решенија за истите. Благодарам. Благодарам.